Општина Илинден во континуитет инвестира во образованието, а летниот период го користи за интензивна реконструкција на училиштата, обезбедувајќи квалитетни услови за следење на образовниот процес. Интензивни градежни зафати, односно целосна замена на кровната конструкција во основното училиште Браќа Миладиновци во населеното место Миладиновци. Градоначалникот Жика Стојановски, придружуван од заменик министерот за образование Спиро Ристовски, во посета на градежните активности. Тие таму беа информирани како течат работите, при што заменик министерот Ристовски ја истакна одличната соработка на ресорното министерство, што ја има со општина Илинден во насока на подобрување на условите во образованието. Со поддршка на општината и на владата се извршија досега реконструкции на и доградба ново училиште, реконструкции во внатрешниот дел, промена на прозорци и на санитаријата, истовремено се врши реконструкцијата на овој кров. Со заеднички сили со општина Илинден инвестиравме од 11 милиони денари, со што де факто ова училиште, како што се уверивте, се одржува во една исклучително квалитетна кондиција, иако станува збор за еден постар објект. Навистина во оваа прилика би сакал да го изразам моето задоволство за начинот и грижата која што општината и директорот и управата на училиштето ја имаат кон овој училишен објект. Така да Министерството за образование и наука во следниот период ќе продолжи со своите инвестициони активности, бидејќи летниот период е карактеристичен за реализација на инвестициите, односно реконструкциите на училиштата, токму во оној период кога учениците се на летен распуст, и оваа реконструкција е дел од реконструкциите и санациите на 45 планирани училишта кои што треба да бидат реализирани во текот на летниот период и почетокот на есента. Градоначалникот Стојановски истакна дека во рамки на реализацијата на проектот за реконструкција на основните училишта, општина Илинден интензивно работи на обезбедување квалитетни услови за следење на образовниот процес на над 2000 ученици колку што учат во 3 централни и 5 подрачни основни училишта. Присуството на заменик министерот за образование значи и целосна поддршка во финансирање и реконструкција на училиштата во општина Илинден. Со тоа Министерството за образование и владата на Република Македонија заедно со локалната самоуправа вкупните инвестиции се насочени кон подобрување целосно и максимално подобрување на условите во образованието. Во основното училиште Браќа Миладиновци, во Миладиновци интензивно се работи за промена на покривот, а претходно беа завршени активностите со проширување, со доградба на 2 училници и помошни простории во вкупна површина од 200 метри квадратни. Исто така се работи и во подрачното училиште Браќа Миладиновци во Текија, каде што на 100 метри квадратни се проширува, се доградува нова училница, помошни простории и тоалети, а исто така и во останатите училишта во општина Илинден, Гоце Делчев и Ристо Крле се работи интензивно на подготовка за отпочнување на новата учебна година од десен. Би сакал да се заблагодарам на сите и на Министерството и на заменик министерот, кои што континуирано и во досегашното работење дава целосна поддршка за подобрување на условите во образованието. Со заеднички инвестиции може многу да се придонесе во подобрување на условите, подигајќи ги стандардите во образованието. Така се работи за доброто на локалната самоуправа, за државата.